الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Шановні браті в Сирани, найперше дамо изразимо благодарност на возвишението на Божия и захвалност и славата му припаѓа на Аллах. Негово фалиме и од него помош бараме. Кога Аллах Джелешану ќе го упати на правиот пат, никој не може од тој пат да го оттагне. Кога Аллах Джелешану ќе го остави во заблуда, никој не може да го извади на прав пат, освен Аллах Джелешану. Рекол Јакуб, искрен е оној кој ги крие своите добри дела, како што ги крие своите лоши дела. А Аллах Джелешану, почитувани џематли, во Кур'анот вели: Бисмиллахир-рахманир-рахим, Кул инна салати ва нусуки ва махјаја ва мамати лиллахи раббил аламин. Речи, и намазот мој, и обредите мој, и животот мој, и смртта моја се Аллахови навистина од Господарот на световите. Ла шарика леху ва бидзалика умирту ва ана аввалул муслимин. Вика Аллах Джелешану, тој нема свој здруженик, тоа ми е ете наредено и јас сум прв муслиман. Фудај ибн Ијад рекол, тумачејќи го овој ајет, а се мисли на најискрено и најисправно дело.
Па му рекле присутните, ораво. Што значи наискрено, а што наисправно? На тоа одговорил Фудаи и вика, навистина вика, ако едно дело биде искрено, а не биде исправно, нема да биде примено кај Аллах Джелешану. Исто така вика, ако едно дело биде исправно, а не биде искрено, нема да биде примено кај Аллах Джелешану. Ќе биде вика примено само тогаш кога ќе биде искрено и исправно. Затоа што почитувани џематли, вика искреното дело е она кое е направено заради Аллах Джелешану, а исправното е она кое е направено онака како што го правил нашиот пегамбер Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селем. Затоа Аллах Джелешану во еден други курански ајет вели, па оној вика кој се надева во средбата со Господарот свој, нека работи добро и во обожавањето нека не му здружува на Господарот свој никого. Затоа, почитувани џематли, повеќе исламски научници се движат околу тоа дека искреноста, тоест ихласот, е да човекот со својот ибадет не намерава ништо друго до Аллахова задоволство и награда. Ибн Абдуселам рекол, искрено се вика да човекот го извршува она што му е наредено, чисто заради Аллах Джелешану, со тоа да не сака луѓето да го воздигнуваат и поштоваат да стекне некаква корис во верата. Да се постигне, почитувани џематли, искреноста во своите дела и зборови што сме обавезени. Тоа е една од најтешките работи со кои се среќаваме. Тоа, почитувани џематли, не се однесува само на просечните луѓе, туку и на исламските научници и побожните кои сами изјавуваат дека тешко може да дојде до степенот на ихласот, до степенот на искреноста, како што се пренесува од Суфјан ес-Северија, еден од големите мухадиси кој рекол, ништо вика не ми е потешко од борбата со мојот ниет, со мојата намера, кој стално се менува. Поради тоа, Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селем често ја учел довата, оти кој ги врти срцата, засврсти го моето срце на твојата вера. Во еден хадис кој го пренесува имам Ахмед, Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селем рекол, нема ни едно срце, да не се наоѓа измеѓу два Аллахови прсти. Ако сака Аллах Джелешануху ќе ги остави на правиот пат, а ако сака ќе ги направи да се отргнат од правиот пат. Затоа, почитувани џематли, ихласот, искреноста е тешка и поради тоа што Аллах Джелешануху ни својата мудрост човековите срца ги пушта во борба измеѓу шејтан и мелек. Некогаш срцето ќе го завладее еден, некогаш друг. А тоа Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селем најдобро ни го објаснува каде вели, во срцата на синовите Адемови има свој дел и мелекот и шејтанот. За тоа време мелекот ги теши со добро и ги поттикнува да веруваат во она што им е обеќано, а шејтанот ги тераше во зло и да не веруваат во она што Аллах Джелешануху го обеќал. Затоа Мухаммед алейхиссалату вассалам проучил, шејтанот вика, вас ве плаши со сиромаштво и ви наредува да чинете зло, а Аллах Джелешануху вас ви обеќа свој опрост и добро. Затоа, почитувани џематли, Аллах Джелешануху е оној кој е Ар-Рахман Ар-Рахим,
кој е милостив, се милостен, кој милоста, почитувани жаматли, ја праќа на овој свет, а се милоста на ахирет. Затоа Аллах Джелешануху е оној кој секогаш од своите робови бара да му бараме теубе за направените грешки, кои дали се свесни или несвесни, искрено теубе. И затоа, почитувани джаматли, во сура Ал-Бекаре Аллах Джелешану вели, Аллах е неизмерен и се знае. Аллах Джелешану, почитувани джаматли, ги знае нашите постапки, ги знае нашите намери. Па иншаллах, на направи од оние верници кои ќе не заштити од шејтан алейлане, иншаллах да направи од оние верници кои ќе чекориме искрено и исправно на правиот пат, на патот кој го трасира Аллах Джелешану преку Кур'ан Азимушан и Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селем, преку неговата работа, суннетот и преку неговите зборови, хадисот и оној пат кој што го следеа следбениците, тоест златната генерација, како што беа асхабите, табините, табините, добрите верници. Па иншаллах, Аллах Джелешану да биде задоволен нашата работа на овој свет и на ахирет, да награди со дженнетул фирдеус. كلا نسألك ومرضى النظام كرما ملك القدير العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في أشرف الكلام وذكر القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل محمد تعظيما لنبي وتكريما لفخامة شان شرف الصفي. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.